третиот обид, пошто првите две ги избриша, некако не ми доаѓа нешто да кажам паметно што се вика, нешто да споделам, да биде интересно да речеш. Вау, како порано не сум го видел видео. Се жана го видевцева на Снежана куто Xbox е многу интересно. Не ми текнува нешто паметно да споделам, а од друга страна ме чеша газот да направам видео. Затоа што сватив колку многу е убаво да правиш видеа. Сушност, правењето на видеа на YouTube, конкретно за на YouTube, или пошто да правам видеа на телевизија немам шанси, јас немам никакви допирни точки со ниту една телевизиска куќа или радио или било каков медиум, значи немам јас можности за такво нешто. Тука е вака, како анонимуси на YouTube, имаме можност да си ги споделиме нашите мислења, нашите глупости, нашите мудрости или што и да е. Буквално што и да е. Затоа што имаш ти видео на YouTube, значи кај што некој пржи пиперки. И си се снимил, направил туторијалче како се пржат пиперки. И така да тоа, значи, ни дава до знаење дека во денешницава имаме многу можности, огромни можности, кои што треба само да ги земеме, значи да ги пробаме, да видиме што можеме ние да направиме од нив, што може да направат тие од нас и така натака. И едноставно, нели, да си ја пробаме среќата. Затоа што јас размислував за YouTube каналот, колку е тоа прекрасен канал и можност, да ти едноставно си ја кажеш својата приказна, без да имаш никакви вложни трошкови во тоа, немаш ништо во тоа, само едноставно се снимаш и пушташ на твојот канал. И тоа е многу добро. И на некој начин јас сакам со ова видевце да ги и себе си да се потикнам, а и другите вака што би слушале за YouTube каналите. Едноставно, некому му е смешно. Може би тоа што ќе го работите, некому му е смешно, некому му е добро, некому му е супер. Но една работа мене ми стана јасна. А тоа е дека YouTube-от, тоа како може да се искористи за себе промоција, за промоција на својата работа и секако за профит. Меѓутоа, профитот не би бил, значи не би го добиле профитот, доколку вие немате што да кажете. И сега вака кога јас седнувам пред ова видео и сакам да направам видео, зашто што знам дека тоа е добро, дека нели, дека е потребно и дека се исплати, сваќам дека не е така лесно да застанеш пред аудиториум, пред луѓе што знаеш дека ќе го гледаат видеото и да застанеш и да се избориш. Воопшто не било лесно. Воопшто не било лесно, затоа што кога ќе застанеш овдека, сваќаш дека се потврдува приказната, дека за се во животот треба да имаш љубов кон тоа што го работиш. Знаеш, ќе го видат, например, ќе видат можноста, например, што ја нуди YouTube, некој, да речем, ајде, не мора млад, ама некој што не е информиран многу и ќе рече, чекај малце, јас ќе застанам, јас ќе снимам видео. Меѓутоа, пак ќе речем, кога ќе застанеш и кога ќе снимаш видео и ќе сватиш дека не било баш така лесно. Со тоа што, значи со ова сакам да им честитам на сите оние, мислам да им честитам, да им речам браво на сите оние што прават видеа, што нешто прават на YouTube и што нешто прават на каналиве, нели? Затоа што стварно не било лесно. Еве, мене, например, ми е лесно да си ги правам кутиите. Седнам, ги исцртам. Кога ќе ме праша некој, знаеш, оваа кутија дали може да ја направите, јас му викам да, можам да ја направам, затоа што стварно можам да ја направам. Или добро, ако не можам да ја направам, викам не, ама генерално, значи, можам да ги направам.
Меѓутоа, што се однесува до ова снимањево, ајде сега, седни и бари, значи, кажи нешто. Па не ми доаѓа. Не ми доаѓа. Видиш ли ти таа работа? Тоа би било на кратко, онака едно кратко видео, како едно браво за сите што снимаат и што се трудат на YouTube да снимаат и видеа, и содржини да пуштаат постојано, и да бидат релевантни, интересни, да бидат гледани. Лайк за сите вас. Секако јас ги лајкувам и правам subscribe на сите што ми се допаѓаат. Бај-бај! Ова е, инаку, бај да е многу убав ден. Многу убав ден. Убав ден на сите.